Како се сноѓа деве како обични луѓе во Кочани после све ова што се случи? На почетокот беше како едно воено поле. Кога се случи целото тоа беше една штама во Кочани. Ден денес можам да кажам дека нема друг муавет. Така на некој начин полека, ама тоа многу полека почнува да живнува некако малку од малку градот, али генерално е многу голема травма и тоа ќе трае со години додека не закрепне секој од нив и психички и физички и се. Од друга страна, ете работиме на доста сериозни проекти да успееме да го кренеме градот на нозе. Ете и самата презателка најави дека ќе дојде у Кочани да се разговара за проекти како можеме тоа да помогнеме на самиот град. Беа представници од Супрот Кочани кај неа разговара за конкретни проблеми, за конкретни решенија на тие проблеми и се разговараше дека сака Финки факултетот да се отвори како дисперзирани студии во Кочани за ете и тоа на некој начин да За заживување на градот. така да заживее малце од малце градот. Неколку амбасадори не посетија, ете и со нив се разговараше за сериозни проекти како можеме да помогнеме во целата таа ситуација.